Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Денеска тлото под Скопје е мирно, но скопјани и понатаму живеат во страв. Во отвореното студио на телевизија Нова ќе анализираме колку метрополата е отпорна на силни земјотреси и како се контролира квалитетот на градбите. Почнуваме со факти и бројки. Во Скопје во просек се градат околу 30.000 нови станови годишно. Од нив, високи 51% се градат во населбите, во општина Аеродром, особено во населбата Ново Лисиче, како и кај поранешните воени бараки, каде што никнуваат цели нови населби. Во Аеродром главно се градат целосно нови згради, поради големиот слободен простор за градба. Останатите 49% од новоизградените станови се градат во останатите населби во Скопје, од кои предничи Центар со 18%, потоа следува Карпош со 12% и Кисела вода со 7%. За разлика од Аеродром, каде што новите згради се градат од темел, во овие населби, особено во Карпош, во голем процент се застапени надградбите на веќе постоечките стамбени објекти, со повеќе недостаток на слободен простор за изградба на нови згради од темел. Серијата земјотреси изминатите денови го ставија на тест градежништвото. Колку се гради безбедно во Скопје? Дали надградбите и доградбите на постарите згради ја засврстуваат нивната статика или ја загрозуваат нивната безбедност? Колку Скопје е отпорно на силни земјотреси и како се контролира квалитетот на градбите? За сите овие прашања и дилеми одговор бараме од моите и ваши вечерашни гости во отвореното студио на телевизија Нова. Почнуваме за кратко, останете со нас. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Ке зборуваме за потресите, за земјотресите кои ги потресаа жителите на Скопје, колку се стабилни зградите во метрополата, а гости во отвореното студио на телевизија Нова се бизнисменот и председател на Градежната комора при Сојузот на стопански комори Насер Ход. Добро вечер, Роберт Ход. Добро вечер и добре дојдовте во телевизија Нова. Добро вечер. Со нас е и бизнисменот Ванчо Чифлиганец. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Потресите, земјотресите кои се случија деновиве навистина ги вознемирија граѓаните, особено жителите во стамбените објекти. Има ли простор за загриженост? Па, може би треба многу работи да кажеме, па да дојдеме до крајниот заклучок, оптимистички за мене, али може еви директно да одговориме на вашето прашање дека моментално во Скопје се граде многу добро, со сите прописи и мислам дека градежната фела од проектирање, статичари, архитекти, инженери се на висина и законските прописи, инвеститорите и извидувачите во најголем дел генерално не би требало да има страв за евентуални оштетувања, повреди и жртви. Значи, едноставно речено, треба да се живее безбедно во Скопје. Роберт, иако Чифлиганец вели дека безбедни треба да бидат граѓаните кои живеат во висококатниците, сепак овие денови се чини расти интересот за купување на куќи и граѓаните сакат и препочитаат повеќе да се на ниско. Се одрази ли тоа во вашата компанија? Има ли зголемен број на повици? Да, и тоа се одрази со повеќе кратно зголемување на побарувачката. Интересот е огромен и тоа е првиот условен рефлекс при една ваква ситуација кога граѓаните уплашени од висината се сконцентрираат на објекти од понизок карактер или објекти како што ние ги градиме кои се сеизмички, кои не можат едноставно да се срушат. Така да првата реакција е таа огромен интерес, голем број најавувања и интерес за градење на индивидуални куќи. Чифлиганец, како да се осигураат граѓаните кога купуваат стан, еве конкретно во некој од вашите стамбени објекти, дека е сеизмолошки исправна зградата и дека ќе бидат безбедни и при вакви потреси? Мислам дека паниката е оправдана, затоа што такви потреси случуваат преку 50 години, еве 52-3 години, после 63-та година, не со таа јачина, послаба јачина, али тоа што се чувствува граѓаните, стравот е оправдан. Али мислам дека тоа и колегата Роберт што го кажа, интересна работа при побарувачката луѓето, еве овие 2-3 дена не го чувствуваат страхот, него напротив купуваат станови, разговараат со становето, али сега само малку посистематски ги интересира околу статиката и така натаму. Еве, например, ние овие
3 дена, од понеделник до сега, имаме едно 4-5 стамбени единици продадени у Флет Айрон, висока зграда од 58 метра или 60 метра висина. Тоа не е битно сега. Битно ние треба да сватиме во филозофијата на нашите глава, во нашите размислувања. Земјата е немирна, жива, активна, темпераментна. Земјата, планетата Земја 4,5 милиарди години е жива, последните 100 милиона години се случуваат овие земјотреси. Земјата, планета, земјаната кора ја сочинуваат 7 главни и повеќе помали плочи. И ние не можеме Република Македонија да биде надвор од тоа. Значи, ние сакале, не сакале, планетна Земја, земјаната кора, генерално земјаното е трусно подраче. Така да со овој проблем до сега сме живееле, сме имале пред 100 години, 1904 година сме имале голем земјотрес, па покасно 63 и така натаму, сега и понатаму. Поставува се прашањето дали ние тоа што го рече и Роберт, и дали ние градиме безбедно. Јас го сакам од ова место одговорно тврдам. Во Скопје се граде безбедно, затоа што имаме добра законска регулатива, законски прописи. После 63-та, последните децении, се повеќе се изоструват. Јас верувам во Република Македонија имаме подобри законски прописи, подсврсто асеизмички, енергетски по други линии се граде, него во просекот во Европа и свет. Тоа со факти. Ние видовме што се случи во Италија. Кога го видов јас разорувањето, јас не видов некоја знатна арматура, во Скопје нема. Еве сега по Рихтер 5,3. Тоа значи доста јак земјотрес, па немаме ние оштетување на главниот конструктивен дел на стамбените деловни објекти. Имајте во предвид, во Македонија имаме ние и една научно-истражувачка институција, тоа се вика ИЗИС. Компетентни луѓе се бават со научно-истражувачка работа, со индустријскиот градежен сектор се врзани. Имаме еминентен градежен факултет кој е продуцирала еминентни стручњаци за архитектура, за статика, за проектирање, за надзор. Многу имаме големи фирми кои по цел свет работеа од градиште, без разлика што не постат. Ама тој кадар е репродуцирал и нов помладар кадар малку се рефлектира и кај сето тоа мислам дека тоа што се гради во Македонија на друго место не се гради. Чифлиганец вели дека во Македонија се гради безбедно, одговорно го тврди тоа, особено кога станува збор за неговите комплекси. Како одат процедурите за дозвола за градба? Знаеме дека имавме промена во законската регулатива, во Законот за градба во 2013 за да се добие дозвола и да се добие дозвола дека објектот е сеизмолошки испитан, сепак мора ИЗИС да го даде последниот збор и зеленото светло за да одреден инвеститор почне да гради. Да, тоа е од 2013 навака, меѓутоа немојте да мислите дека пред 2013 се градило како се сакало. Значи, од 63 година навака и со Институтот за земјотресно инженерство поставени се такви стандарди во статиката, во проектирањето на зградите, што никој во околината не ги има. Така да и без таа контрола, значи збориме и до 2013 се граделе по тие стандарди. Јас колку што знам во аеродром зградите се испитувани на 9 степени и немало оштетување. Ова што се направи 2013 е екстра заштита затоа што веќе на пазарот се јавија повеќе изведувачи. Тие изведувачи можеби не беа сите со големина како што имаме сега во моментот бренд компании кои име грижа за своето име и реноме и кои нема да дозволат во ниеден момент да направат нешто за да заштедат, за да намалат во арматура, во бетон, во марка на бетон. Поради тоа, бидејќи се појавија многу компании, се воведе еден таков закон за екстра контрола, каде што при изведба на згради, односно објекти над 300 метри квадратни, покрај проверката на документацијата, уште 2 пати се излегува на терен за проверка во самата градба. Тоа излегуваат стручњаците од ИЗИС. Сега не можеме да речеме 100%, меѓутоа огромен процент. Збориме во 90% се сигурни објектите што се градат.
Повторно ќе кажам, не е само од 2013, затоа што сега да не помислат луѓето, законот е донесен 2013, се што е 2013 веќе не треба да живееме во тоа. Не е така. Ова што се донесе од 2013 законот за проверка на градбата и во текот на градбата даде екстра гаранција. И до 2013 се градеше квалитетно по тој основ. Јас би сакал да се надоврзам на претходната дискусија. Значи, имаме ни услови, предуслови за изработка на идеен проект, го гледат институциите, имаме основен проект, го гледат институциите, и сето тоа се спроведува, без тоа не може. И на крајот имаме ние, значи имаме проектанти врвни со огромно искуство, докажени со 200-300 објекти направени, и после на крајот оде изис, низ една научен истражувачки агол се посматра дали е тоа доволно, а они мора да бидат постигни од, филтер, без тоа не може, значи во статички оддел не може. Има се, значи одеме на геомеханички испитувања. Јас слушам различни, ги почитувам и ценам луѓето стручни со наука што се бават експерти, и јас сум експерт за земјата, за геолошки науки, поврзаноста измеѓу земјата, геологијата и градежништво, добар спој правам и успешно правам, и ќе кажам зашто тоа. Кога 10-15 метра бушеме испод тлото на земјата, се испитува лабораторски и кажува стисливоста толку, притисок толку, може да издрже од 40 до 80 мегапаскали. И ние кога ја направиме јамата, гледаме лево десно, јас сум геолог, ја знам проблематиката, нема расет, ние често пати зборуваме, спремни сме поединци да кажат, дури малтене објектно да кажат, овде има расет, ова е трусно подраче. Па тоа, расетите сега можат геофизички да се утврдат. Пред повеќе децении, макроској со око, со картирање се утврдувани од страна на геолозите. Нема. И правиме бонификација, набивање, и се мере мегапаскали стисливоста на објектот, што кажал научникот, стручникот. Ние поставяме го објектот, ако е треба од 40 до 80, обично покажува 60 мегапаскали. Значи, тоа е 50% над потребата од минимумот. Тоа е едно. Второ, бидејќи Скопската котлина повеќе песоклива, шлюнак што викаме, ние, јас за дооринженер и гледам и поголем дел на градежни компанија, кога кажувам за безбедно сигурно, не мислам само на дооринженер. Јас зборувам и за фелата. За фелата зборувам. Сега ќе кажеме нешто и за мојата компанија. Да, бидејќи ударите се хоризонтални и вертикални. Кога имаме диференцијални удари одоздоле, може на носач, на греда, не е греден систем, а дооринженери ќе има 40 објекти направено и за останати фирми, компании избор, 39 имаме армирано бетонски темелни плочи. Таа варира од висината од 80-90 до 1,60 м. Значи, кога има потреси, пренесува се потресот и го ублажува потресот, а со тоа и земјотресите. Такви армирано бетонски плочи што поставуваме ние, го нема тоа многу во Европа, се штеде. Тоа ако си направил 40 објекта, тоа е доста пари. Али тоа добро рече Роберт. Од нашите компании, јас зборам за компанијата чиј собственик сум, 400 директно, 200 нема компанија, нема собственик, нема бизнесник да штеде на квалитетот. Затоа што јас уште еднаш ќе кажам, гредниот систем, столбовите, гредите, платата, тоа са основниот конструктивен систем за една цврста градба. И сега да додадам, извинете, господја Билјана, ние во Бугарија се работеше со МБ-25. Истата зграда ние МБ-45 минус МБ-50. Значи се проверува во бетонерка, на лице место изисти го мере бетонот, дали има, дали нема. Никој нема тука. Сега не дај Боже да случи на лице место се мере бетонот. Нема овде така вака. Значи ние сме далеко пред просечна Европа и под просечен свет. Ход, како да бидат сигурни граѓаните кога инвестираат, кога купуваат стан или куќа, дека инвеститорот, градежната компанија, не штедела на квалитет? Сигурноста не само во градежништвото и во сите други дејности се заснива на определување на бренд.
Во Македонија има голем број бренд компании и јас сум горд што сите тие компании се членки во Градежната комора, при Сојуз на стопански комори, кои на пазарот се долго време, долги години и кои вадат квалитетен производ. Не викам дека и помалите компании кои не се познати не го следат тоа, меѓутоа бренд компанија која изградила како Лиганец, има и тука и повеќе компании членки наши кои масовно градат големи комплекси и во еден момент не може, тој систем не дозволува да направиш аномалија во тој дел. Значи, тој е еден систем каде што се вмешани повеќе инженери, каде што е вмешана ревизија, ниеден ревизор нема да направи отстапка затоа што ме знае мене или го знае него, па да стави подпис на нешто што не држи, односно се намалени повеќе. Намалено во материјал, во квалитет на материјал. Определбата е таја. Бирате бренд компании, бирате компанија која ќе ви дава квалитет и во иднина, бирате компанија која е подолго време на пазарот. Тоа е единствената сигурна варијанта. Граѓаните не се стручни, не ни треба да бидат стручни, па да одат во зградите да гледаат дали е тоа добро направено или не е добро направено. На крај сето тоа е замаскирано со завршни работи и не може да откријат. Затоа се тука службите, пак ќе кажем, стручните. Ние сме овдека денеска во емисијава за да ги смириме граѓаните. Настана паника оправдана, потресот, оној главниот беше јак. Тука сме да ги смириме, да им кажеме како се работи, за да не мислат дека они влегле во некоја зграда кој никој не ја проверил, никој не ја преконтролирал и сега им е страв да спијат во истите згради или објекти, без разлика. Секој кој има компанија која е реномирана и која е веќе бренд компанија, тој не планира нити може и да сака не може. Пак ќе кажам, тоа е еден систем, цел систем кој функционира од инженери, од надзор, од ревизија и на крај нормално последната проверка, како што кажа филтерот што го прави институтот, така да е невозможно да се направи пропуск во тој дел. Имаме уште многу теми и дилеми кои ќе ги изборуваме во вечерашното отворено студио. Ќе направиме куса пауза за реклами и продолжуваме со дискусијата. Mango. Вие го следите отвореното студио на телевизија Нова. Зградите во Скопје се безбедни и проектирани да издржат земјотрес, тврдат надлежните луѓето од градежниот бизнис. Александра Спасевска ја имаме во живо во отвореното студио на телевизија Нова. Александра, што велат надлежните? Имаме и гости од фелата, од градежниот бизнис, инвеститори кои долги години се на овој пазар во земјава. Тие велат дека граѓаните не треба да бидат загрижени, оти се почитуваат сите процедури кога станува збор за изградба на стамбени објекти. До какви сознанија дојдете при истражувањето на оваа тема? Така, Билјана, според она што го велат експертите од Институтот за земјотресно инженерство, согласно Законот за градба од 2013 година, сите објекти пред да добијат дозвола за градба, мора да добијат дозвола од Институтот дека имаат безбедност за градба. Според Вероника Пендова од Институтот за земјотресно инженерство, која што вчера беше гостин во отвореното студио на телевизија Нова, зградите во Македонија градени после земјотресот 63-та се безбедни, односно сега се измични. Се додека инвеститорите и градежните компании се придржуваат до Законот за градба и до правилата за градба, за безбедност на градба, тогаш нема никаков страф од рушење на зградите во случај на земјотрес и велат дека најголем дел од зградите кои што се во Скопје градени после земјотресот може да издржат земјотрес над 6,1 степен како што беше оној во 63-та година. Кои беа главните поенти на отвореното студио вчера и што велат експертите од Институтот за земјотресно инженерство, колку се безбедни зградите во Скопје, предлагам да видиме од прилогот кој што го работевме на оваа тема.
Според Законот за градба од 2013 година, сите проекти кои треба да добијат дозвола за градба треба да поминат на контрола во Институтот за земјотресно инженерство и сеизмологија. Сите згради кои што се градени во Македонија после земјотресот 63-та се сеизмички, односно се градени според прописите за издржливост во случај на земјотрес. Во Македонија само 20 до 30% од градбите се пред земјотресот во 63-та и го преживеале, што значи дека се безбедни, покажуваат анализите на ИЗИС. Според професор доктор Вероника Пендова од Институтот за земјотресно инженерство, која што беше гостин во отвореното студио на телевизија Нова, ако инвеститорот гради според правилата на градба кои ги имаме во моментов, односно според асеизмичките правила, тогаш објектот ќе преживее и земјотрес од 6,1 степен. Според нејзе, секој објект кој што се гради во Македонија е контролиран од нивна страна и во текот на проектирањето и во текот на изградбата. Од 2013 година ноември месец во Законот за градба имаме додаток или анекс кој што вели дека се што треба да добие дозвола за градење мора да помине во ИЗИС. Значи зборуваме за проектот. Покрај, значи имаме проект, имаме ревидиран проект, но тој доаѓа и во ИЗИС на контрола и потоа, ако е тој објект поголем од 300 квадрати и не е за индивидуално домување, значи ние одиме и на терен. Не е за индивидуално, значи објектите помали од 300 квадрати бруто површина, кои што се за индивидуално домување, не одиме на втората и третата контрола во изведба. А сите останати објекти одиме на контрола и во текот на изведба. Значи, на таа контрола имаме исто така преправена протоколи и процедури. Мислам дека е консензуално мислењето дека од почетокот на овој во фелата, значи не само кај нас нормално, дека овој донесувањето на овој закон, односно овој додаток на законот, ја подобри дисциплината во изведбата и ги подобри проектите. Според професор доктор Голубка Нечевска-Цветановска, заменик директор на ИЗИС, која има повеќе од 35 години искуство од областа на оценка на предвидливоста на објектите, односно сеизмичка заштита, на зградите во Скопскиот земјотрес беа оштетени објектите кои беа од мешовита зидарија, односно со дрвена меѓукатна конструкција, наместо армирно-бетонска плоча. Основно правило за земјотресното инженерство е да има меѓукатна плоча која ќе ги поврзе сите зидови. Моите две раци имат поминато може би 80% од објектите во Скопје, затоа што бе во институтот како проекти, затоа што кога дојдов на работа, тоа беше 78-та година, во тој период имаше една уредба од град Скопје, каде што све што се градеше на територијата на Скопје, пошто беше близко до земјотресот од 63-та, мораше да помина на верификација и додатна динамичка анализа, за да се види каква е неговата стабилност на сите објекти кои што се правија во град Скопје. Според последните податоци од Центарот за управување со кризи, од серијата земјотреси кои што се случија на подрачјето на Скопје на 11 септември, до сега стигнале над 800 пријави за штети. Најголем дел од штетите кои што се пријавени се однесуваат на пукнати ѕидови и плафони во куќа, оштетени срушени кровови и тавани од куќи, како и пукнати цевки. Александра, ги слушнавме и твоите, но и експертските ставови во прилогот кој ти денеска го подготви. Имаш ли информација колку граѓаните кога купуваат станови внимаваат тие да се сеизмолошки испитани? Така, Билјана, тргнувајќи од себе, она што граѓаните најчесто го гледаат или го бараат кога купуваат станови е распоредот на станот, односно колку квадрати е, каде се наоѓа зградата, меѓутоа многу ретко прашуваат кај инвеститорот дали тој објект каде што планираат да го купат станот ги има добиено сите дозволи, односно ги има поминато сите контроли кои што ги прави Институтот за земјотресно инженерство согласно со Законот за градба. Од експертите од институтот кои што ние ги консултиравме велат дека мора секој граѓанин да биде информиран за објектот во кој што живее. Велат дека иако зградите се безбедни согласно анализите кои што тие ги имаат направено во институтот, сепак апелираат до граѓаните кои што не се сигурни колку е нивната зграда безбедна да се обратат во институтот за да се направи проверка за безбедноста на зградата. Она што од таму апелираат е дека има одредена дупка во
времето на транзицијата, каде што инвеститорите и градежниците немале задолжение, односно не било задолжително проектот и објектот пред да биде предаден во употреба, да ги има поминато сите контроли во Институтот за земјотресно инженерство. Сепак ќе нагласам дека информациите кои што ги имаме од институтот е дека зградите кои што се во Скопје посебно изградени после земјотресот во 63-та се безбедни, односно можат да издржат земјотрес кој што е над 6,1 степен. Да, граѓаните се предпазливи кога купуваат станови, сепак тие да се сеизмички исправни. Александра, знам дека и ти живееш во стан, колку те исплаши тебе земјотресот и колку можеби размислуваш да се преселиш на ниско? Така е, Билјана, првото нешто кое што помислив кога се случи земјотресот на 11 беше дали мојата зграда е сеизмички исправна, каде е главниот ѕид, дали имаме столбови на зградата и првото прашање што го отворивме каде да се преселиме, кои згради се безбедни, дали е приземје тоа, дали е втори спрат или трети спрат. Мојата зграда лично е пред земјотресот 63, односно го има преживеано земјотресот и е прилично цврста и безбедна, иако имаше некои оштетувања на пукнатини. Меѓутоа, она што јас го размислувам и моето семејство е каде да се преселиме и каде е најбезбедно во градот, односно во кои населби во Скопје има најцврста градба. Дали ќе го направиме тоа, дали овој земјотрес ја подотвори свеста и не натера да размислуваме на тоа. Да, секако во иднина ќе гледаме повеќе да ни биде побезбеден домот и да имаме секако безбеден дом во случај на земјотрес. Градбите во Скопје се безбедни, Александра, барем така уверуваат и експертите, но и надлежните луѓето од градежниот бизнис. Ти благодарам за информациите и бројките кои ги сподели со нас во ова отворено студио на телевизија Нова. Ја слушнавме мојата колешка, таа зборува дека можеби ќе размислува во иднина да живее на пониско. Зборувавме за сеизмичката исправност на објектите, на становите, кога станува збор за куќите, колку тука граѓаните може да бидат сигурни дека се тие безбедни. Пред се извинувам, да не биде заблуда пред нашите гледачи, упатени се луѓето, дали се компетентни, дали се експерти, ги познават приликите. Кога има земјотрес, дали е на првиот кат или на последниот кат, тоа е исто. Значи нема поголеми последици ако има јак земјотрес да си на првиот и да си на последниот кат. Има и спротивни ситуации. Сега имаме тие козметички прстинки, се познават на првиот, вториот, а на последниот не се познават. Значи, дилемата дали си на првиот, вториот или си на 16-тиот, нема разлика при земјотресите. Нема правило, зависи каква е длабочината на земјотресот. Не гледа висина, земјотресот удара доле и оде. Поголемите потреси се чувствуваат во приземниот дел. Затоа во подробните и во приземните се стават поголеми столбови, се стават платформа да го амортизира ударот и горе има само може да има поголема амплитуда на онаа клатање, али за земјотресот, за последиците исти, дали се на првиот и 16-тиот кат. Да нема заблуда пред гледачите. Има некои дилеми во јавноста и кај обичните граѓани кои бараат спас на ниско овие денови, па може да мојата сопруга сака да живее пониско, јас сакам повисоко и така да тоа се различити. Мислиме стравото од висини се тоа, али ударот се под еднакво чувство. Дај Боже да нема удари и да имаме и мирна ноќ и наредни денови да биде мирно, но сепак еве да ги отвориме сите нејасноти, дилеми и отворени прашања поврзани со градбите. Споменавме за куќите, колку тука се контролира квалитетот на изградба. Кај куќите, како што спомна и од прилогот, до 300 метри квадратни се бара само мислење. Значи не се излегува на терен, не се проверуваат градбите во текот на градбата. Туку само се бара мислење од ИЗИС, тоа се бара во фаза на проектирање. Едноставно, без тоа мислење не може да се добие одобрение за градба. И тоа е во ред. Меѓутоа, потоа градбата никој не ја контролира. Се оди на веројатноста дека се гради како што е проектирано и надзорите ќе се ја завршат контролата. Куќите не подлежат на ревизија, исто така до 300 метри квадратни, не подлежат на ревизија. Единствена заштита во оваа варијанта е
Бидејќи знаеме дека кај индивидуалните куќи доста често луѓето сами сакаат да си градат или да ангажираат некој. Подобро ќе биде да веруваат на бренд компанија. Треба на компанија која ќе стои зад производот, која ќе стои зад сето тоа што е проведено и дека тоа што е испроектирано и тоа мислење што е добиено од ИЗИС ќе се спроведе и во самата градба. Што се однесува до куќите кои ние ги градиме, тие се сосем друг карактер на градба. Бидејќи сепак тоа е помал процент за разлика од останатите куќи кои се градат со бетонски или со зидан материјал со цигли. Нашите објекти се систем, тоа е бондрук систем кој е асизмичен. Ние заедно со институтот ИЗИС правиме студија, наскоро ќе биде готова, каде што ќе добиеме сертификат за нашите објекти, објектите на Хотихот, да не треба да се барат дури ни мислење, туку тие се веќе со самиот тој сертификат како модел и како модул асизмични и едноставно не може да се срушат и не може да се настане некоја повреда во самите нив. Повторно ќе кажам, бирајте бренд компанија, бирајте познато име. Ако бираме за еден телефон кој ништо не ни значи во безбедноста, па бираме бренд компанија, треба и за животното прашање кога си го определуваме да одбереме такво нешто. Господине Чифлиганец, како што видовме и на почетокот во графичкиот приказ на телевизија Нова, во просек според статистиката се градат 3000 станови годишно, новоградби, но знаеме дека во делови од скопските општини имаме и надградба на веќе постоечките стари згради. Колку надградбите може да оштетат статиката? Дали се тие безбедни? Бројката 3000 станови е добра за развој на македонската економија и многу луѓе викат у странство да видиш еден град како се развива, колку кранове има, колку миксери одат, така да и во Скопје. Јас пред да го одговорам прашањето, сакам да излеземе од клишето. Не е само добри проекти, добри прописи, ревизори. Многу е битно и како тоа ќе се реализира. Значи, колку железо, тоа железо треба да се испитува. Имаме компетентни куќи. Без испитување на железо, јас ни една зграда не ставам. Значи, мора да се удре печат дека тоа железо е исправно, нема да оксидира, е еластично се тоа. За бетоните веќе се испитуваат. Многу е битно при изведбата, значи, оперативниот инженер, одговорниот инженер во компанијата која работи или која ти изведува, надзорот да биде и после доаѓа нашиот ИЗИС, последниот филтер, да каже дали е во ред, не е во ред. Ти можеш да ставиш и 150 кг железо на кубен метар. Ние ставаме од 100 до 124. Ali ако не е правилно распоредено, јас апелирам према јавноста, значи према надзорите, нема бетонирање без прецизно поставена горна, долна зона, јазлите и сето тоа. Последните 3 години имаше еден преклоп само на ниво на зграда. Сега знаете колку има? Има 3 преклопа. Ние мора шипката кранот или некој со скеле 12 метра висока да биде. Замислете тоа каква тоа јачина при вертикални и хоризонтални. Значи, јас, иако сам доктор на науки, не ме е срам, со чизми, пред да дојде надзорот надворешен и ИЗИС, сакам да биде како аптека железото поставено врзано. Сум учествувал 150.000 кубни метра бетон вграден во тие темелни плочи до пред една година нон-стоп бек. 20.000 тони железо без обучен, одговорен инженер, надзор, немаме квалитетно градежништво. И одговорен инвеститор, такви како нас. Не смееме да штедеме. Без тие компоненти има проекти, има ИЗИС, има институции, има коцки, али вградувањето нема. Не само главниот конструктивен систем. И ние треба да поведеме сметка при изведбата на зидаријата. Во Европа и свет либажниот слој случајно не е измислен. Има тоа укрутување или полуукрутување при хоризонтални вибрации да не падне на улица да повреде. Може системот да остане, а да повреде човек, пак да погине. Укрутувањето сето тоа. Шминки има тие козметички пократини и прстини на спој, од тоа не се прави драма. Дури тоа е пожелно да се направи.
Али тие работи без посветеност, јас реков, инженерски едуциран кадар, добра бригада, мајстори вредни кои цел свет го изградили у Швајцарија, Германија, Сочи, во Русија, и ние овде да ги испуштиме да не работат на тоа. Имаме ние врвни мајстори, али совесни и одговорни. Затоа што јас реков, градежништво одговорна, тоа е инвестиција за следните 100, 200, 300 години, без посветност на инженерскиот надзорен кадар и без институциите, присутно, али одговорноста, совеста на инвеститорот и на надзорите треба да биде огромна. Совесни се голем број инвеститори кај нас и во градежниот и во другите бизниси, но сепак во јавноста има големи критики дека во делови на Скопје неплански се градело. Посебни критики има за Дебармало. Каде најплански се гради? Видите, ако се збориме за Дебармало, Дебармало е веќе урбана средина која се гради врз база на нови планови и немало чист простор. Значи, најплански се гради, како што знаете, Јане Сандански. Да, но многу е густо населено Дебармало. Знаеме дека никна... Дебармало и беше густо населено. Само што беше со индивидуални куќи населено. Никош немало чист простор во Дебармало, па да сега се насели. Сега тие индивидуални куќи прераснаа во згради и нормално дека е густо населено. Меѓутоа, тоа е сепак не е обврска на градежниците и на градежниот сектор, тоа се урбанистите, тоа се општините кои они ги прават урбанистичките планови, ние само добиваме готови маркици каде можеме да градиме, каде не можеме да градиме. Ние треба да бидеме реални. Македонија е држава таква каква скромна и у размери у луѓе. Скопје е држава во држава, скоро 800 милион. Сите збеднувања се случуваат во Скопје, и политички, и економски. Тука е Србија, Албанија, Бугарија, тука се амбасадите. Значи, веќе, јас би рекол, у најмала рака една убава балканска, па југоисточно европска или европска метропола, и тоа е нормално, оти ќе биде пренаселено. Јас не сум за толку да се дека е пренаселен, преурбанизиран. Веројатно некаде сме претерале како фела детални урбанистички план, али у секој случај Скопје е атрактивен град и тоа е зошто е Солон толку пренаселен, урбанизиран, зошто е Њујорк, зошто е Сан Франциско, зошто е Берлин. Значи тоа се главни метрополи. Скопје веќе има голема вредност, не само национална, интернационална, регионална, европска, тоа веќе е препознатлива метропола и тоа е нормална работа да е. Иначе, ова што викаме дека дали е Дебармало или водно, има граница до каде може. Јас мислам има совесни урбанисти, има општинска локална самоуправа, треба на тоа да гледа. А во секој случај треба да се има разбирање дека во Скопје мора да има преурбанизирана инфраструктура, односно згради. Да, Македонија се наоѓа во средината на рангирањето на земји според ризикот да биде погодена од природна катастрофа како што е земјотрес, поплава или ураган. Во регионот само Хрватска и Бугарија се побезбедни од нашата земја кога станува збор за опасност од природни катастрофи. Александар Арсовски истражуваше на оваа тема. Република Македонија е 95-та земја во светот според загрозеноста од природни катастрофи, покажува ранкинг листата за индексот за опасност, што во форма на извештај секоја година го објавува Универзитетот за природна средина и човекова безбедност на Обединетите нации. Според тој извештај изготвен за минатата година, Македонија се наоѓа некаде во средината на листата од 171 земја, колку што се опфатени со истражувањето. Целта на овој извештај е да се процени колку некоја земја е подложна на катастрофа предизвикана од природна непогода. Клучни аспекти што се опфатени при изготвувањето на студијата се веројатност од случување на екстремна природна појава, како на пример поплава, ураган или земјотрес, потоа можноста да се појави несигурност во снабдувањето со основните животни намирници поради појавата на таа природна катастрофа, како и превентивните мерки што веќе се превземени за ефикасно справување со евентуалната непогода. Според објавеното истражување, на оваа листа, која најгоре, односно како први ги посочува земјите кои се најризични да бидат погодени од природна катастрофа, Македонија е трета најбезбедна земја од регионот зад Хрватска и Бугарија.
За разлика од 95-то место што го има нашата земја, со индекс на ризик од 6,14%, Хрватска е 121 со индекс 4,21%, додека Бугарија е пласирана на 119-то место со индекс 4,26%. Затоа пак поризични од Македонија се Босна и Херцеговина која е 93-та со индекс 6,18%, па Романија која е на 87-то место со индекс на ризик од 6,50%, па 77-та Србија со индекс 6,89% и на крајот држава соочена со најголем ризик е Албанија која е на 37-то место со индекс на ризик од 10,03%. Тоа се однесува до најбезбедните земји во светот во однос на тоа да бидат погодени од природна катастрофа. На првото место се наоѓа Катар со индекс на ризик од само 0,08%, пошто следат Малта 0,62% и Саудиска Арабија со индекс на ризик од 1,1%. Првата десетка на држави што се најбезбедни од природни катастрофи ја заокружуваат Барбадос, Гренада, Исланд, Кирибати, Бахрейн, Обединетите Арапски Емирати и Шведска. Гардијан пренесе дека по силниот земјотрес во Италија, во кој загинаа 290 луѓе, италијанските власти ќе истражуваат дали компаниите ги игнорирале антисеизмичните правила и стандарди кога ги граделе јавните згради. Колку кај нас јавните институции, јавните згради се сизмолошки исправни? Јас само претходниот прилог што го дадовте, сакам да пред јавноста и пред вас, 8% на европското тло што се случуваат земјотреси, случуваат во Македонија. Дали се тоа многу мали, дали се средни или поголеми. Значи, ние сме така едно трусно подрачје од Елбасан, Дебар, Скопје, Кјустендил. Тоа е најтрусното подрачје, каде и Скопската котлина. Ние зборувавме за безбедноста на зградите, објектите во Македонија и во Скопје, дека изразито силен земјотрес може да се направат. Јас во литература пратам, 1556 година во Кина, 850 луѓе изгинуват и тоа живејќи во пештерите и во куќите. Од катаклизма нема никој проценка да најде, ниту кое вино е. Значи, од катаклизма не може да се побегне. 1996 година пак имаше едно 700.000 во Кина и така натаму. Во секој смисол мислам дека зградите во Македонија, Боже, денес да се отиде да се провери бетонот дали е тој пропишан према елаборатот за проверка компетентната куќа. Јас ќе ви кажам, има проверки, надзор, ревизија, проектант, ревизија, надзор, ИЗИС, комплетно проверки. Може би, јас пред 3 години, заедно со ИЗИС, со научната истражувачка куќа, една, не во Македонија, во Европа и свет, и единствено они после првиот земјотрес, професорот Гарески рече, после овој голем земјотрес ќе има помали или некој посреден, така и тоа се случи. Ние по наша инициатива на Одор инженери, затоа што земјотресот на 63-та го сетив, како мало дете бека во 5:15. Страв до ден денеска имам. Ние извршивме вештичко предизвикување на земјотрес. Тоа е од 5,5 до 6 по европската сеизмичка скала. Значи, може би, не на секоја. Зошто да пробаме таму? Не е тоа маркетинг, другари. Кога кажеш што ти квалитетно градеш, треба да биде горд и јавност и обкружувањето. Нека се тоа применува на тие државни институции, на зграда над 50, над 100 стана што живеат. Ако јас по моја инициатива сакав да предизвикам вештичките, зошто да не се прави? Тоа са најскромни вложени средства за сигурноста на луѓето. Ако не си сигурен, ќе избегнеш. Јас може и да на крај сакам кога е оваа праша за безбедност, јас зборувам дека безбедно градеме во Република Македонија, во Скопје. Приказната се уште не е завршена за поквалитетно, поуспешно. И овде треба јавно да кажеме, ова е уште една голема опомена пред инвеститорите, проектантите, институциите на државата, институциите на локалната самоуправа, и јас предлагам, кога доаѓат купувачите, покрај што некои немат верба, доаѓат со адвокат, да дојдат со стручно лице за статиката,
за бетоните. Тоа е битно, главниот конструктивен дел. И останатите дел. Знаете, он штеде десетици години и повеќе и сега преку ноќно да му се случи некоја катаклизма непотребна. Ние не зборуваме се за земјотрес од 9-8,5 степени, али ако сега беше 5,3, да издржи од 7,5 по Рихтер. Така, ако има катаклизми, веќе тоа не може. Вие знаете во Турција која беше 1996 година, ние во столбовите гледавме на телевизија шишиња, не гледаме таква арматура. Во Македонија се граде многу поквалитетно од европскиот просек. Хотако Значи, јас зборувам. Пред да се ставе темелна плоча, снимка, да има документација општината, да има ИЗИС, да се ставе плоча греди, како е арматурата ставена, снимка да има, покрај она што викаме марка, да се има снимки, прва плоча, втора плоча, може тоа. Има ние фела, градежен факултет, има добри проектантски бира. Значи, јас зборувам, кога се бетонира, има можеби некои изморени, неажурни, несовесни, па јас чуваме се некои инвеститори. Треба, значи, приказната за поуспешна градба не е завршена. Јас верувам, ова е голем опомена за сите нас. Ако е помена и ако се вклучи за среќа, алармот, без повреди, без жртви, без материјални. Се имало пократина, паднале некаде 1-2 бољар. Не е ништо тоа. Тоа е капка не во море, во океан. Чифлиганец вели дека вклучен е алармот, но и ако и експертите посочуваат дека можеби треба да се вратат строгите правила, строгите регулативи кои избледнеа после сеќавањата од земјотресот. Дали можеби треба да се смени и да се засили контролата? Јас мислам веќе од 2013 навака е тоа направено. Со законот за градба. Со законот за градба, така да веќе немаме што повеќе да одиме во таа насока. Јас не се сомневам во луѓето дека се сомневаат во објектите што се изградени од 2013 навака. Не, и пред тоа са... Меѓутоа, јас и предходно реков, немојте да мислите дека тие до 2013 па тие не чинат воопшто. И дека сега треба да се плашиме да се вратиме во тие станови. Не е точно тоа. И тоа од 2013 навака и до ден денеска, ние веќе немаме друга институција која може повеќе или поекспертски од оваа институција што постои, што е на со светско реноме да испита. Немаме ни во државата и друг кадар кој може тоа постручен да го направи. Така да ја не знам во околината никој тоа да го прави како ние што го правиме до сега. Покрај што се воведува и други мерки кои не се во делот на сизмиката, али се во делот на енергетската ефикасност. Така да сега веќе не може да излезе објект без елаборат за енергетска ефикасност, односно не можете да добиете одобрение за градба доколку нема објектот елаборат за енергетска ефикасност кој потоа мора да се гради по него. Значи, квалитетот на градба и градежништвото не е случајно двигател на економскиот развој во државата. Значи, сите тие закони што се донесени, сите тие мерки придонесоа, некој ќе рече дека да, градежништвото е двигател затоа што има инвестиции во капитални објекти. Да, меѓутоа тие беа и предходно се градеа станови и денеска. Ние по бројот на одобренија секојдневно растат одобренијата за градба добиени за становите, каде што нема врска со капитални инвестиции, тоа е чист приватен капитал. Луѓето веруваат и купуваат. Така да не гледам веќе начин како би можело уште повеќе да се најде, затоа што тоа е тоа. Институтот е тој што е во Македонија, тоа е со светско реноме, во блиска околина нема подобар, тоа е сигурно. Значи имаме строги правила и тие треба да ги почитуваат. И да се прошира одговорноста и постои, имаме институции, факултети, универзитети и така натаму. Да, сите треба да бидат одговорни. Роберт, господја Билјана, многу го употребуваме експерти. На нас ти требат стручници. Ринтачи ни требат, кои ќе бијат на објектите. Има ситници. Еден не стручно изграден оджак може да повреди или да има жртва. Значи, оние стручни луѓе кои теоријата и праксата кои ги поврзуват, јас имам многу учени луѓе, али тоа е на хартија. Оспособеноста, образованието, звањето треба да се примене во индустријската пракса, во градежниот сектор.
Значи, оние луѓе кои се едуцирани и кои се во директна спрега со индустријската пракса, со градежништвото, на лице место да го решават секој проблем, тогаш во ред. Иначе, само да се повикуваме на една, како да кажам, теоретски како треба, што треба, мислам дека тука, ако не направиме директен спој измеѓу теоријата и праксата, али да сме посветени во онаа што го вградуваме, да денес да направиш еден обрект од 30, 50, 60 метра или 120 метра, тука треба посветеност и науката и знањето да се примене исклучиво, директно, конкретно, секојдневно во објектот. Ние не може да правиме некој добар систем, енергетска ефикасност само на компјутерот так или моделите така, паѓа ваќа. Него треба тоа во праксата да се прави. Еве тоа што Изис го прави со моделирање, тоа е плюс, тоа и сето тоа. Јас ќе ви кажам, се у Монте Карло кога ни даваа награда не пратат и прашуваа за Изис, прашуваа за Македонија, прашуваа за градби. Се изненадени некои новитети што во Македонија, не само до режидери. Јас зборам и за друга, и за останатите луѓе што се бават професионално со овај бизнис. Значи, прашуваат дека ние сме напред. Али уште еднаш ќе кажам, успешната приказна да се уште по квалитетно граде не е завршена, тек престојат активности. Јас верувам овој мотивот ќе биде поголем, опомената ќе биде поголема. Иначе, од катаклизматични земјотреси не можеме да се спасиме. За да нема паника помеѓу граѓаните и да знаат како да постапуваат, веројатно потребна е поголема едукација токму кај оние кои живеат и во куќи и во станови. Треба ли да се едуцираат малку повеќе? Точно така. Ја мислам дека сега сите се на интернет, сите се на YouTube да бараат и да се спознаваат што значи, како значи, што е посигурно, бидејќи ете така не задеси ненадејно земјотресот, помина доста време од 63-та. Јас се надевам дека ние со нашиве искажувања денеска барем малце ќе придонесеме да се смират граѓаните кои се со право малце исплашени и да се вратат во своите домови, иако тоа оди можеби потешко. Сакаме да кажеме дека се стабилни градбите да успеат да најдат храброст да се вратат, да не гледаме слики по паркови како спијат луѓе, затоа што навистина со оваа амплитуда, како што рече и Чифлиганец, не збориме се за катаклизмични ситуации на 8-9 степени, меѓутоа со оваа амплитуда на од 5, 6 па и повеќе, објектите се треба да стабилни. стивне паниката и да се развие свеста. Знаеме дека голем дел од повредените граѓани за време на најсилниот земјотрес во неделата во Скопје повредите ги добија од паника, од тоа стампедо трчање по скали за да излезат пред нивните згради. Зборуваме дека треба да бидат поедуцирани кога станува збор за земјотреси, поплави и за разни непогоди, но дали во вашите објекти, во стамбените згради низ Скопје и низ Македонија има поставено оние што се излези скали за евакуација? Дали се запознаени жителите на зградите со тие Сите сегменти? објекти што ги градеме се градат по прописи, по елаборати, се што го барат законите, тоа го имаме. Еве, ние имаме уселено околу 2600-2700 стана, имаме некоја козметика тамо на спој измеѓу зитаријата и еден болер има паднато од некој што не го добро заштрафил, некој така да, али камо среќа да е тоа, мислам дека тоа е така. Треба ние да сватиме граѓаните, ние сме гости на овој свет, на планетата Земја. Оваа планета 4,5 милиарди години и ние сега седеме овде на 100 километра има течна маса. И тоа се 7 плочи на земјната топка што се судараат. Имаме подвлекување, тоа се вика субдукција, и на сите тие зони се случуваат некои потреси. Значи, сакале не сакале, најстара активност за нас е со земјотресите, вулканите. Тие се тектонски земјотреси кои доаѓаат до подвлекување или до надвлекување или до судирање на тие тектонски плочи, сега да не ги зборувам сите со име и презиме, доаѓаат земјотресите. Некаде има во океанските кори, има на 5 километра рифтове вулканот, те што излегуваат цунами,
тамо е на 5 километра, значи лавата кога се излива, се прошируват плочите, се подвлекуват најаките огнени од Тихоокеански прстен, знаеме најголемите вулкани тамо, тие се вулкански земјотреси кои ги има околу 7%, има ги урвиските 3 и овие се тектонски. Значи, не е до човечкиот род, до врста човечки род. Тоа е природна, така се еволуира, како животинскиот свет што има своја еволуција и земјината топка, планета Земја има само, она трае со милиарди, кај нас трае со години или 100 години. Така да ние треба, значи науката доде напред, истражувањето доде напред, струката, градежништво доде напред со нови материјали, еластични, па да не бидат полукрути, така натаму. Јас би апелирал, јас сум малку и по-рационален во тоа, ни под маса, ни под тоа. Има бетонски платна во становите на ќошината, при евентуален земјотрес да си го облажат земјотресот. Значи, нема тука паниката е најголем проблем, при бегањето ќе побегнеш. Тоа е на нашиот ментален склоп. Ние да немаме упуство при земјотрес. Тоа треба во прво одделение, или кога почнеме, или на станарите да и се дават. Тоа треба да биде многу хумано, многу предупредувачки. Некој ќе се случи земјотрес, како вие да трчате, како да се однесувате и така натаму. Тоа е, мислам, има некои работи што човек кој ќе заоде на нога треба да ги знае. Ние сме трусто подрачи, дали на 50 години земјотрес со жртви ќе се случи. Во секоја генерација еднаш тоа ќе случи, да немаме ние да упуство и тоа научно, стручно направено. Не јас како мислам, тој како знае. Има тука и социолози, има здравствени работници, има доктори науки за таа работа, придвижени, сето тоа. Точно се знае, научно да биде докажано. Али нас треба да ни се случи проблемот, после да решаваме. А јас реков, голема поука за сите оние што не совесно. Јас овде седам и сум горд што марката бетон што се бара е 30, над 30%, вграденото железо и се друго укрутување. Значи, и треба понатаму, значи, приказната за успешно и кај мене и кај сите не е завршена. На почетокот на оваа емисија рековте дека по паниката, по потресите, по земјотресите кои се случија во Скопје, расте побарувачката за куќи. Што се бара најмногу? Па највеќе се бара приземни и приземји еден спрат. Значи, тоа се и стандардни куќи од нашата производствена програма. Квадратурата е околу 100 метри квадратни. Тоа се производи кои ние ги имаме и кои највеќе се продаваат. Кои се најатрактивни локации? Најатрактивни локации во моментов имаме во населба Бутел, во местноста Радишани и во Сопиште, како локација може би една од поатрактивните. Чифлиганец, слушнавме дека има граѓани кои сакаат да живеат на ниско и затоа и побарувачката за куќи расте, но како се продаваат становите во висококатниците, особено оние на погорните катови? Па еве овие 4 дена во Флетајрон на границите измеѓу Кисел општина продадовме 4 стана. Денес на пентхаусот продадовме. Човекот сега овие денови повеќе за статиката се интересират и така натаму. Ние го тоа потврдивме на лице место со тестирање на објектите и овој го потврдивме, така да мислам дека потражувачката за станови е нормална. Овие 2 дена дури има нешто зголемено, дури не прават муабет. Абе има луѓе кои се повеќе панично, помалку, али треба да имаме разбирање. У секој случај најмал проблем е најмал проблем е што се плашат. Замислете сега, човек ако се плаши, дајте да не живеам таму, да не живеам ваму, значи тоа нема напред. Се уште нашите граѓани, тоа што го рече господинот председател на комората Роберт, тражат брендирани компании, дека што влегуваат луѓе потврдени, докажени инвеститори и собственици, влегуваат. И уште свеста кај луѓето, кога имат квалитет сигурност, собствените заштедени средства или кредитни средства ги вложуваат во квалитетна недвижност во Скопје. А тоа е квалитет, ако зборувам, сега зборувавме за место, за статика, енергетска ефикасност, за бетоните, посебно сеизмички да се градат. Јас зборувам за Дора инженеринг,
и знам многу компании, денеска е сигурноста, безбедноста преку асеизмичната градба, безбедни се зградите. Безбедни се, како Али се движат... катаклизми никој не може да побега од каде. Да. Како се движат цените во Скопје? Споменавте на локации на кои гради вашата компанија. Како да цените за квадрат? Па нашите цени се извинам, нашите цени се јавни, веќе ја мислам поголем дел од граѓаните ги знаат. Ние градиме со некоја цена од 295 евра за метар квадратен, освен за проектот Купи куќа за млади, каде што ги симнавме цените на 280 евра за метар квадратен. Тоа се цени кои веќе, мислам, 7 години важат во нашата компанија и веќе се познати на поголем дел од граѓаните. Има ли услови Не, да... сега зборуваме за цена, јас не сакам мојата цена да кажувам. Тоа е многу поволна цена. 290 евра квадратен метар да земеш со земјиште е многу ефтино. Сега ќе ви кажам, во Лисиче, што јас ги градам зградите, парцелата по квадратен метар и комуналиите по нето површина квадратен метар ме кошташе 373 евра. Во Тафталиџе сега почнувам зграда, 4 милиона евра сум инвестирал, уште не почнал, е 400 евра парцелата и комуналиите. На Флет Аеро што ја градаме, тоа е 350 евра. Значи, зависи од местото. Така да, ова е што е многу е поволна цена, Роберт, али во старт ние влееме од 350 до 400 евра комунали и земјиште. Јас најефтиниот стан, али асеизмички града, енергетска А класа, а законот траже Б, го правиме. И ред други, ГНО, ПВЦ, тоа акустика, термика, нема што не применуваме во зградите. Испод, јас се скажувам во Аерено, 950 евра нема стан невградено. Јас сега работам со профитабилност и сум задоволен, затоа што екзистират 600 семејства, од 10 до 15-16% профитабилност. Па тоа е градежен сектор, знаете, не е тоа банкарство ти да се задоволиш со да тук се ризици, вработени, сето тоа. Значи од 10 до 15, тоа е веќе. Не е тоа цената како што беше 2003-2004, продаваме 1200 евра плюс ДДВ 18%. Сега е цената многу пониска и треба ние инвеститорите од 10 до 15% да се обезбеде, затоа што некојаш ти као капитал, ти са некои гаражи, у Лисиче ги имам 500 гаражи не продадени, а ти се рачунат као капитал. Си платил даноци, малоци и пак данок пакеш секоја година. Значи, тоа е добар. Видите сега, градежништвото не е само бизнес за да се профитира. Тоа некој ако мисли, оти го работи, тоа нема. Ако немаш љубов, ако немаш така еден елан, јас сега градежништво го сватам и како полигон, како стадион олимписки за надпревар. Кој е по-квалитетен, кој е по... Да ме би е стало само да ми биде образот чист и да пофалби повеќе. Јас добивам и критики некојаш од поединците некој, али имам доста пишува, мирно спијам. Спи и јас мирно спијам. Значи, тоа треба во градежниот сектор треба одговорност голема, тоа имаме ние и широко срце, а профитабилноста на крај. На крај крајава треба да се работи некои работи и со проста репродукција. Некаде ќе ја изгубиш. Ако животот стално сакаш да добиеш, нема да го поминеш ни Вардар, а не да стигнеш во Европа или свет. Важен е квалитетот и одговорноста сепак пред без совест, господја Милја, без одговорност, без стручност, без знање и без вредни македонски мајстори, а ние имаме вредни, да ги стимулираме, ќе направат квалитетен производ. Да сумираме вечерашната емисија, дискусија, зборуваме за последиците од потресите, за градбите, побарувачката и безбедноста на становите и куќите кои се во Скопје. Дали градбите во денешно Скопје може да издржат земјотрес како на 63-та? Сите показатели и бидејќи денеска тоа беше многу денеска овие денови беше многу актуелно од сите експерти и од ИЗИС и професори на градежен факултет, потврдија дека не само 6,1 колку што беше Скопскиот во 63-та, туку и повеќе овие градби можат да издржат. Тоа се нивни експертски мислења базирани врз начинот на статика што се учел во досегашниот период после 63-та со сите измени, поготово сега од 2013 со новите законски одпределби за екстра контрола на градбите.
сите експерти беа едногласни и ја, барем колку што ги следев медиумите, не видов ни едно експертско мислење спротивно од ова што го кажу. Господине Чифлиганец, дали денешно Скопје е отпорно на земјотрес сличен на оној во 63-та за кој самиот рековте дека сте го преживеале? Го осетив јас во Ракниш, во една дрвена куќа, како што ги прави сега Роберт Кот. Дижев туту се бале во 5:17, се стреси, се стрчав према Чичови и после слушаме во Скопје земјотрес. И од тоа сакам цврсто да градам. Го прашавте Роберт дали ќе има, јас имам чувство посилен земјотрес од овој во Скопје нема да се случи. Од овој сега што случи. Ни случајно поголем од Скопскиот 1963, затоа сам не сакам да се наречам експерт, али сеизмологијата е многу добро знам и земјата топка како дише ја знам, затоа што сам доктор на геолошки науки. Значи, јас сум оптимист лично за мене, дека поголем земјотрес од овие два што се случија, 5,2, 5,4, ни случајно од 6,2, 63 година, мали потрешчини евентуално може да има, али поголеми од тој нема. Јас ниту размислувам да се случи земјотрес како Скопскиот 1963 со 6,2 да има 1700 жртви. Јас мислам дека зградите после 63-та, па и тие што го преживеале 63-та, и тие се здрави згради. Немојте да мислиме светот со нас почува и со нас завршува. Ни случајно може само да имаме материјални штети, жртви. Јас не верувам при квалитетна градба по прописи, тоа што го барат сегашните прописи да има. Јас ниту замислувам да има при исти интензитет на Скопски 1963 и 1700 жртви. Дури може малку повеќе и пак да нема жртви, јас не верувам. Еве, јас за мене мислам, познавајќи е онака, како да гледаш 100 километри во земјата кора, испод земјата во астеросферата, дека посилен земјотрес од овој или од 63-та нема да случи и полека ќе смируваат тлото со мали, ситни потреси кои се регистрираат и кои нема да ги регистрираме. Денеска тлото под Скопје... Па ако не си оптимист, до каде ќе стигаш? Ако си така стално песимист, ништо нема. Така да мора човек да верува во себе, мора да верува и во природата. Да, денеска тлото под Скопје е мирно, да се надеваме дека така ќе биде и ноќва и наредните денови. Слушнавме од вашите ставови, од вашето искуство, сепак сте долго во бизнисот, дека градбите во Скопје се квалитетни и можат да издржат какви било потреси. Не треба да бидат загрижени сите оние кои живеат дали во куќа или пак во некој повисок стамбен објект. Почитувани, ви благодарам што дојдовте во студиото на телевизија Нова и што еве со нашите гледачи ги споделивте вашите искуства, знаење и ставови. Вие, почитувани, и натаму останете и не го менувајте каналот, затоа што ви подготвуваме нови информации од Македонија и светот. Гледајте телевизија Нова. Се уште има простор да се подобруваат квалитетот, да знаете.